За само неколку дена, споменикот на слободата во Кочани стана центар на културните и други настани, како дел од заложбата на локалната самоуправа со повеќе различни содржини да го заживее просторот што со години е запуштен. Со одржувањето на Младинскиот форум, а потоа и со дводневната музичка забава во рамки на Freedom Music фестивалот, на оваа локација одамна не се собрал толку народ да ужива во забавата и во прекрасната гледка од врвот на ридот Лукубија. Едноставно, со заеднички ангажман на општината и на младите од градот, постигнат е одличен ефект и понудена е уште една алтернатива што може и треба да прерасне во културно обележена Кочани. Седнавме, се договоривме да направиме некаква иницијатива заедно со поддршка од локалната самоуправа, поддршка од градоначалникот, да можеме да го средеме овој простор, да ангажираме се што е можно од екипи, да викнеме диџеј и да направиме една добра бина со убаво осветление, озвучение, за да можеме да го вратиме на некој начин животот во Кочани, да ги вратиме младите, да направиме една добра журка што се надевам дека ќе трае натаму во годините. План да биде и до година на истата дата, да едноставно Freedom значи слобода, слобода името слобода доаѓа од самиот споменик, што ние планираме дека и во иднина и натака некој може и да не наследи за да почне ова како фестивал што ќе трае деноноќно како по другите светски земји што се одржуваат нови фестивали. Во рамки на фестивалот на технозабавата настапија поголем број диџеи од земјата и од странство, кои создадоа одлична атмосфера во која уживаа не само младите од Кочани, туку и од соседните градови во регионот. Од општина Кочани рекоа дека даваат поддршка на иницијативата на младите, посебно за заживување на споменикот на слободата. Пробуваме да ја внесеме урбаната култура, која недостачуваше на Кочани повеќе од 15 години, и кога веќе се зборува помеѓу младите и помеѓу луѓето дека Кочани за овие неколку месеци има направено повеќе наследи отколку во минатите 15 години, можам да кажам дека задоволството помеѓу младите е многу големо. Мислам, тоа не е мое лично мислење, туку мислење на самите луѓе, мислам, што се случува овде. Сите кои настапуваат на тие настани, на тие културни настани, дали се работи за музички, дали се работи за театарска представа, на крајот не им се битни толку ни хонорарите отколку што е посетеноста на самиот настан. Така да се надевам дека овој викенд со Freedom Music Festival ќе биде многу успешен, доволно посетен, за да можеме да го продолжиме тој тренд. Освен Младинскиот форум и забавата за младите преку Freedom Music фестивалот, дел од напорите на локалната власт за заживување на споменикот на слободата е одржувањето на истата локација на театарската представа Солун, град на духови, работена под текст на Русемир Богдановски, инспирирана од истоимената книга на Марк Мазовев, а во режија на Слободан Унковски.